Театарот Сенки и облаци продолжува да биде важен дел од културната сцена, па токму по тој повод утре сме на лице место токму овој театар со цел да најавиме што има на репертоар во месец март, односно кои представи ќе бидат понудени со оглед на тоа дека истите тие представи се на некој начин и многу едукативни за самите дечиња. Во продолжение повеќе слушаме од мојата денешна гостинка Александра Блажевска. Да и посакаме добро утро. Добро утро и добро дојдовте во театар Сенки и облаци. Благодариме на поканата. Благодариме и ние што не примивте токму овде да поразговараме за самиот репертоар, потоа може да кажеме кои представи може да се видат овој месец. Правото прашање поставено во правиот ден. Во месец март играме секој четврток представа. Представите започнуваат во 19 часот. Токму денеска, наскоро веднаш по ова интервју, ќе започнеме со проба за изведба на вечерашната представа. Станува збор за свадби на животни и нешта според истоимената книга на Ѓорги Господинов и неговата ќерка Раја. Тоа е една приказна во која во бескрајните ноќи, буквално пред заспивање, таткото и ќерката се замислуваат свадби на животни и нешта, како што и кажува насловот. Што ќе се случи ако две нешта во собата се спојат, например крокодил и кауч, риба и петел, жирафа и чајник, какви деца ќе имаат тие и во какви авантури ќе се впуштат. Веднаш потоа, наредниот четврток, ја изведуваме представата Семе. Семе е една од нашите најдолго играни, најдолго изведувани представи со Сенки. Има пропатувано од Кина до Бразил, до Германија и веќе над деценија се држи кај нас на репертоар. Станува збор за патување на семчињата низ 4 годишни времења во природата, каде се заминуваат, се губат и одново се појавуваат во природните циклуси пролет, лето, есен или зима. Таа представа без користење на текст, односно без зборови, е наменета за малку помала публика. Тука обично имаме дечиња околу 3+ годишна возраст, но нели кај нас во публика секогаш има и деца и возрастни. Следните два четвртоци ја играме представата Колку е часот. Ова е наш авторски текст кој што го напишавме заедно со тимот на Сенки и облаци. Станува збор за девојчето Сара по пат на трампање добива од Старо Купово еден стар часовник кој чука чудно, 2 пати тик, еднаш так. Сара како едно љубопитно девојче се впушта во авантура да дознае чив е тој часовник и чие време покажува. Се нурнува високо во облаците, оди длабоко во океанот и така натаму. За сите оние заинтересирани, каде може да се здобијат со билети или пак треба некоја претходна резервација? Важно е да потенцираме дека театар Сенки и облаци својот ентитет е Сдружение на граѓани, меѓутоа функционираме како независен театар. Значи локацијата на која што сте моментално се издржува во наводници целосно самостојно, исклучиво од контрибуција на преку продадените билети и понатамошна работа, наша работа на проекти во доменот на користење на театар на Сенки. Во однос на билетите, доволно е да ги заследите нашите Facebook и Instagram страници Сенки и облаци и да ни пишете во порака за резервација. Напоминавте дека за представата Колку е часот е ваш авторски текст, зборувам за екипата на театар Сенки и облаци, потоа ќе прашам како ги одбирате самите теми на представите? Секогаш прво важно е да напоменам дека не секогаш имаме авторски текстови, многу често работиме адаптација на веќе познати дела од светска и домашна литература пред се за деца, но понекогаш и за возрастни, па ја преадаптираме за дечиња, како например, не знам, можам досега да ги споменам од адаптациите Малиот принц, Силен Штркот, Недобриот џин во градот и така натаму. Понекогаш темите ни инспирираат од самата литература со која работиме, но многу пати паралелните приказни кои ги раскажуваме дури и во тие теми се теми кои нам како театарџи не интересираат, а и гледаме дека се релевантни за секојдневието, како за возрастните, така и за децата. Ќе ја споменам представата Девојчето и црните облаци, ако не се лажам, ќе ми простат екипата кога сгрешив насловот, беше тоа навистина одамна, бидејќи театарот веќе постои од 2005 година. Тоа е приказна за едно девојче кое се игра во наводници со црните облаци од фабриката Железара. Така да тоа е тема и деценија подоцна која што и така која е релевантна. Важно ни е нам да не скокотка, а така само ќе скокотка публиката.
Пред самиот крај, верувам дека во месец март ќе има навистина голема заинтересираност за вашите представи, но сакам пред самиот крај да напоменам нешто и за од почетокот на новата година па се до сега. Дали има заинтересираност од самите дечиња за вашите представи и дали на некој начин за време на самите представи има некоја интеракција со дечињата и актерите? Во однос на заинтересираноста, секогаш се бара место плюс во нашето театарче. Ние сме театар со мал капацитет на публика, 30 до 35 слободни места. И на влез прво ве мериме во наводници колку сте високи, па ви кажуваме да седнете позади или можеби понапред. Постојано играме представи на репертоар, да, има голем интерес, никогаш повеќе, никогаш помалку. Меѓутоа, имаме еден континуитет над децении кој ни е важно да го држиме како таков. Во однос на реакции од публика и интеракција имаме представи кои што се интерактивни во самата суштина, значи подразбираат и комуникација со деца. Најчесто не се такви кај нас представите, бидејќи сенките се една чиста визуелна форма која што најчесто сме ние скриени позади платно. Играме со кукли, играме со тела. Она што децата гледаат е нешто налик на анимација која се случува во живо време пред нив. Најчесто имаме, многу често имаме и изведба на музика во живо. Сите овие компоненти придонесуваат за едно убаво искуство за децата кој што нема како да останат мирни во публика, па на крајот на представата кога ќе излеземе за поклон ги препознаваат ликовите, бараат да ги видат куклите, погодуваат колка ви се големи куклите, од кои материјали се изработени, не караат, доколку можеби некои од ликовите сме го извеле малку поразлично од она како е наведено во книгата. Драго ми е, морам да напоменам, на огромно срце имаме верна публика која и по неколку пати се враќа да ги гледа представите, како возрастните, така и децата. Тоа не радува затоа што едуцираме една генерација за различен начин на раскажување на приказни. Тоа е навистина убаво да се слушне. Ви благодарам многу за разговорот и за тоа што имавме можност да кажеме нешто повеќе за представите кои што следат. Благодарам за интересот и потсетување за вечерашната изведба Повелете, свадбени животни и нешта според истоимената книга на Ѓорги Господинов. Резервации кај нас на Facebook или на Instagram и се гледаме во публика. Благодарам уште еднаш. Се разбира уште едно потсетување за денешната представа, односно вечерашната представа, но се разбира и за идните представи интересни и едукативни за сите дечиња кои што следат токму овој месец март.